пациенти продолжуваат со домашно лекување. Во странство повторно добри вести остануваат 91 пациенти, 9 се враќаат денеска, значи 3 од Унгарија, 2 од Италија се враќаат, 1 од Грција, од Атина, 1 од Белград, 1 пациент се враќа, кој што е веќе на пат, и 1 пациент од Шведска. Значи, вкупно 9 се враќаат, остануваат 91 пациент и едната пациентка што е во Булгарија веќе се лекува во хотеле само со амбулански оди на прегледи. И критични пациенти добиваме и за нив добри информации, добри вести, дека иако се уште во тешка состојба, меѓутоа во подобрена состојба во однос на вчерашниот. Така да оптимисти дека и тие ќе почнат да се подобруваат, барем такви се информациите, иако повторно да не се урочиме, да бидеме внимателни, да нема други некакви евентуално компликации. За сега овие се информациите што сакам да ги споделам со вас. Очекуваме информации од болниците, односно од државите кај што се лекуваат нашите пациенти. И на албански да кажем, па после прашање да се третираат пациентите по сите критериуми кои што се предвидени во медицинската наука. Сето друго е ирелевантно и неважно и може да направиме грешки, а не смееме сега кога го поминавме на тешкиот период да направиме грешки и да користиме материјали или средства или субстанции кои што не се докажат. Материјали и се што е потребно из болниците и из клиниките ги имаме. Плюс со експертиот надзор изработуваме и стратегија како да се справиме со пациентите кои ќе се вратат и тие што се оперирани и тие што ќе се реабилитираат во идниот период. Има ли Сакам да ви известам дека најголемиот дел, можеби најголемиот, кога зборувам 99% се покриени од државите кои што ни помагаат. Соседни и пријателски држави на Македонија. Можеби 1%, можеби дела, и тоа ќе биде покриено преку фондот. Практично пациентите нема да платат ни еден ден, за ништо, за никаков трошок.